Право се вклучувам повторно за една актуелна политичка тема која се одвиваше претходни денови, тоа е во Словенија во Љубљана се одржа парламентарното собрание или ПС на НАТО, на кој учествувавме државите членки на НАТО, значи представници од државите членки на НАТО и представници од државите партнери на НАТО. Едно нормално кога НАТО прашање се главна тема е безбедноста, случувањето во Украина, Косово, Израел, Тајван и слични жаришта, ширењето на НАТО пред се на исток, но и евентуално и прием на држави од останатите континенти. Обично ваквите настани се случуваат еднаш годишно. За да биде една држава домаќин, треба или самата да побара кандидатура или некој држава членка полноправна на НАТО да ја предложи, потоа думата се носи со консенсус, односно сите држави членки се изјаснуваме дали сме согласни. Потоа, откако ќе се добие кандидатурата, државата кандидат, односно државата домаќин веќе го изготвува планот со секој еден протокол, со протоколите за тоа на кој начин ќе се одвива ПС на НАТО и ги известува државите учеснички. Нормално тука учествуваат генсекот на НАТО, заменик генсекот, председателите на институциите на НАТО. Тоа се три во Италија, во Неапол, во Франција, во Лион и во Естонија, во Талин. И луѓе поврзани, можда универзитетски професори нели од НАТО, универзитети од светот. Откако ги становиштата овие одлуки се известуваат државите членки на НАТО, и сега гледаме дека треба да се извојуваат и 5% од БДП за одбраната. Во иднина се зборува НАТО за 10 години од сега, односно во 2035 тоа да биде двојно повеќе, односно 10%. НАТО испративме силни пораки до противниците и НАТО останува приоритет. На голема брајта се враќа и девизата цел се во НАТО, цела Европа во ЕУ. До нареден пат, поздрав!